Председателе, благодарам. Почитувани пратеници, овие последни 8 минути ќе ги искористам така што ќе цитирам еден голем европски државник од минатото, инспириран од неговото родно место кое што скоро го посетив, како дел од самитот на Европската политичка заедница, кој што вели дека политиката е уметност да одлучувате за работите што ќе се случат во иднината, а не за оние што се случиле во минатото. За жал, ние живееме во таква политичка реалност, кога зборуваме често пати невистини, често пати вистината ја манипулираме, а најмногу од се обидуваме да, кога имаме можност во политиката, да навредуваме. И добро, тоа е легитимно. Тоа е и политиката во суштина, на опозицијата обединета во случајов денеска, на изминативе 30 на дена, СДСМ, ДУИ и политичката партија Левица, како обедината опозиција, имаат заедничка цел што повеќе да клеветат, да лажат, да навредуваат и предпоставувам дека тоа е нивна политичка калкулација, дека на тој начин ќе добијат повеќе симпатии кај граѓаните, колку повеќе невистини ќе изнесат и на тој начин тие мислат дека ние со дефанзивна тактика сега ќе се браниме, па ќе бидеме во подредена положба и слично и мислат дека на тој начин сето она кое што го правеа изминативе 7 години ќе биде заборавено страна на граѓаните и играат на картата на наивност, на кратко помнење и слично и дека не знаат граѓаните сето она кое што се случуваше изминативе 7 години. И во ред. Еве, јас тоа го прифаќам и ја прифаќам секоја реченица која што денеска ја кажавте како здружена, обединета опозиција, во која што се заедно СДСМ, Демократската унија за интеграција и политичката партија Левица, додуша некомплетни денеска на оваа седница, но предпоставувам дека дел ќе се вратат од грчките плажи, па ќе можат на некоја од следните седници да изнесат уште по некоја лага. Ќе бидеме тука, некои се препознаат, тие што се сончаат на грчките плажи, одма се препозна. Јас само сакам да кажам дека по мене тактиката ви е погрешна. Но во ред, ви благодарам на секоја критика и барем од тие од кои што имаше некаква содржина, ќе се обидам како председател на владата да извлечам поука и да се обидам да не ги правиме грешките кои што вие ги правевте во минатото. Затоа што граѓаните ни дадоа доверба, повеќе од 600.000 граѓани гласаа за оваа коалиција, во која што се коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО да помине, коалицијата Влен и политичката партија Знам. Повеќе од 600.000 граѓани ни дадоа легитимитет да ја водиме Македонија. И ние ќе ја водиме онака како мислиме дека треба, ќе ја водиме согласно програмата за која што овие 600.000 граѓани не гласале. Искрен да бидам, понекогаш во животот еден мој совет, на кој сум јас да ви давам совет, ако сакате сватете го, ако не сакате не морате, е понекогаш да ја побарате вината и во себе и да бидете само критични. Јас сега очекував дека вие ќе излезете и дел од вас ќе се извините за фудбалчињата во канцелариите. Ќе излезете и ќе кажете зошто прифативте да трошите 550 милиони евра, пари народни на македонските даночни обврзници за 12 километри пруга која што завршува на половина тунел во слепа улица. Поред Фирик и најверојатно ќе завршат наместо 550-750, половина милиарда. Еве, тука е поранешниот генерален, односно секретар во Министерството за транспорт и врски, предпоставам ќе ни каже зошто за 3 пати се намалени превозот на стоки по рутата 10 и користење на железницата. Очекував тоа да го кажете и зошто немавме ниту една функционална локомотива, па мораше пред 2 дена првата функционална локомотива да ја пуштиме. Очекував да ни кажете
еве тука беше поранешниот министер за земјоделие, да изрази жалење, да се извини на ние вработени во национални шуми кои што ги лажеа со конкурси пред изборите, а 4 месеци не земале плата и некаде отприлика дупката е околу половина милиарда денари. Очекував тоа да го слушам, зашто вработените во водостопанство во Македонија немаат земено исто така долго време плата, па мораше сега ние да со овие ребаланси да изиграваме алхемичари и да се обидуваме да правиме нешто кое што вие го протолкувавте како лош ребаланс на буџетот. Очекував ваков тип на дискусија. Понекогаш верувате и добра и позитивна е само критиката. Ние кога сме грешеле, сме се извинувале и сме прифаќале таа реалност. Сме направиле грешка, сме се извинили. Жалам што влеговте во повторно чевлите на Демократската унија и интеграција и со закани да се обидувате да внесувате нестабилност, безбедностна нестабилност во Македонија, мислејќи дека на тој начин како здружена опозиција ќе привлечете внимание и дека на тој начин ќе се обидете да направите некаков инженеринг во новата политичка реалност, а таа нова политичка реалност е 600.000 гласа пред 2,5 месеци, кои што гласа за оваа коалиција која што предводи денешната македонска влада. Тоа е она кое што е реалноста. И колку побрзо ја прифатите и се извините на граѓаните, толку подобро ќе биде и за СДСМ, толку подобро ќе биде и за Демократската унија за интеграција. До душа левица сама си го определи местото, но сето тоа ќе биде подобро и генерално за македонската политичка сцена, бидејќи ќе можеме да добиеме корисни идеи. Сепак вие имате искуство. 7 години сте биле во влада. Имате некакво искуство. Ќе кажете некаде каде сте погрешиле, да не грешиме, па ќе дадете некој конструктивен предлог за да можеме да го спроведеме тоа што вие не сте успеале да го спроведете. Еве јас ви благодарам што дел од овие инвестиции што ние ги завршивме, вие сте ги воделе, сте работеле, сте преговарале, не сте успеале, можеби би било кратко времето, еве ние успеавме како нова влада тие инвестиции да ги завршиме и се радувам на секое ново работно место кое што ќе успееме да го отвориме, секоја нова инвестиција, секој нов евро извезени производи од Македонија е добро за Македонија, за бруто домашниот производ. И еве, да не биде дека немате и вие придонес во тоа, јас ви благодарам, но ете, ние некако успеавме за овие 4 недели тоа да го завршиме. Жалам што дел од опозицијата се уште е во одреден фолклор националистички, што не е добро. Не е добро, затоа што регионот и македонските граѓани, без разлика на нивната етничка припадност, се уморни од вакви крици на немоќ, кои што, за да го зацкријат криминалот и неуспехот, го користат повторно тој романтичен националистички пристап. Како што тука некои одговорниците денеска го правеа од опозицијата. Да, ќе градиме и во Тетово, ќе градиме и за албанците. Ќе градиме и во Дебар, и во Боговиње, и во Струга, и во Колари, и во Зајас, исто како што ќе градиме и во Јакимово, и во Ново село, и во Босилово, и во Дебар, секаде ќе градиме. И во Скопје, и во Гевгелија, секаде ќе градиме. Затоа што нема во оваа македонска влада македонци, албанци, турци, срби, роми, власи. Сите ние се грижиме подеднакво за овие 26.000 квадратни километри. И треба сите заедно да се грижиме за овие 26.000 квадратни километри. Не малку повеќе за овие 100 квадратни километри, малку помалку за другите 100 квадратни километри. Секаде. И затоа јас ова секаде го повторувам. До сите градоначалници, избрани од граѓаните, работете, направете проекти, пари има за сите. И нека бидат тоа ваши проекти. За вашите жители, за вашите граѓани во вашите општини. И тоа нека биде и Струмица, каде што е градоначалник од СДСМ, тоа нека биде и Кичево, каде што е градоначалник од ДУИ, тоа нека биде Битола, каде што е градоначалник од ВМРО ДПМН, Куманово од ЗНАМ и така натаму сега да не ги редам. Тоа се народни пари, не се на христијан пари или на ВМРО ДПМН, тоа се народни пари кои што се во буџетот, кои што оваа влада ги одвои за општините. И тука нема ни 30, ни 20, ни 50 милиони не за албанци, не за македонци. Тоа се за граѓаните
на нашата заедничка татковина Македонија. Нема тука вакви или такви пари. Тоа се нашите заеднички пари. Данокот нема етничка припадност. Нема боја, нема вера, нема политичка припадност. Сите ние го плаќаме, го полниме буџетот и од тој буџет по утврдена методологија тие пари се инвестираат во општините. Да, ќе се инвестира и во клиничката болница во Штип, да, ќе се заврши болницата во Кичево. Да, ќе се прави градинка и во Скопски аеродром, ќе се прави нов булевар во Тетово. И ќе го правиме тоа. И како влада ќе го правиме тоа, затоа што цениме дека така треба сите да работиме. Првиот ден кога ова нема да биде вака, јас прв ќе заминам. Јас нема да кажувам како некои од моите претходници, ќе бидам премиер 5 мандата, 3 мандата, 2 мандата. Ќе бидам премиер онолку колку што мислам дека политиката која што ја водам има додадена вредност во животите на македонските граѓани, без разлика на нивната етничка припадност. И тука не треба никој да има било каква дилема. Оној момент кога ќе видам дека тука нема додадена вредност, ќе си заминам. Имам и јас по паметна работа, имате и вие по паметна работа од тоа да ги окупираме столчињата и да мислиме дека сме многу важни. Сите ние сме обични смртници. И порано или подоцна ќе завршиме и со политиката и со овој земски живот. Прашањето што ќе оставиме? Што ќе оставиме позади нас? И дали тие по нас кои што ќе дојдат ќе имаат на што да се горди? Или ќе се срамат? Дали тие што тоа што ќе го оставиме ќе велат тие ми беа татко, вујко, мајка, тетка и така натаму, баба, дедо, или пак ќе веднат главата и ќе се срамат? Тоа е суштината во животот. Барем јас така мислам, може би грешам. И додека јас сум премиер, и додека сум јас председател на владата, ова е мојата инспирација. Немам друга инспирација. Што се однесува до одговорноста, сакам и тука да знаете, мора да има одговорност, за да не ни се повторат некои од работите. Затоа што ако нема одговорност, работите ќе се повторуваат и ние ќе мислиме дека со секоја некоја нова измена на кривичниот законник ќе амнестираме некого кој што тој момент не бил потребен. Ние така нема да правиме. Или па некој можеби ќе сакаме да го вратиме од надвор затоа што мислиме дека тој не е потребен. Кога ќе менуваме кривични закони. Или ќе се обидуваме да менуваме кривични закони. Не, одговорност мора да има име и презиме. Не смееме работите да ги гледаме онака како што на нас ни одговараат и да ги извртуваме. Јас не ги терав да купуваат трговски центри во Скопје, голобради момчиња. Јас не ги терав сватови и зетовци да купуваат Бентлија, Роулс-Ройсеви. Јас не терав инстант фирми да увезуваат јаглен и да книжат милиони преку ноќ. Јас тоа не го правев. Не ги терав фудбалчиња да играат. Не ги терав сите нас да не понижуваат. Вас пред се, од СДСМ. Јас не го правев тоа. И мене ми беше жал тоа кога го гледав. Жал ми беше. Затоа што вие представувате граѓани во оваа држава. Не е битно. Сте освоиле 150, следниот пат може би повеќе ќе освоите, може би помалце. Тоа е небитно сега. Ама докога ќе ги трпиме тие понижувања и ќе ги слушаме истите тие како сакаат под превезот на национализмот да го сокријат се тоа. Тоа нема да го дозволам, додека јас сум председател на владата. И одговорноста мора да има одговорност. И јас, и овие тука што седат, и оние горе што седат, кои што кога ќе излезат од овие принципи, лично јас ќе се потрудам да бидат изведени пред лицето на одговорност. Тоа јас ви го ветувам и да ме држите за збор. И тука завршувам. Ви благодарам на секоја изговорена критика. Вие сте представници на народот, ви охрабрувам да критикувате, но понекогаш ве молам, бидете и самокритични. Добре, здраво и за СДСМ. На Македонија и треба здраво СДСМ, и треба реформирано ДУИ, и треба конструктивна левица, ако сакаме навистина да имаме Европска Македонија. Ви благодарам.
И јас ви благодарам.